Да се продолжат роковите за поднесување завршни сметки до 30 април во хартиена и 15 мај во електронска форма, бараат сметководителите. Децидни се дека актуелните рокови се исклучително кратки, дури и во нормални услови, па тешко се стига со обврските. Велат нема да има штети на државниот буџет, а услугата ќе биде поквалитетна. Голем број колеги, сметководители кои беа зафатени од здравствените последици од короната и кои долго време не можат да ги извршуваат своите активности, има големи застои во активностите, се сега невозможени навреме во овие многу кратки рокови да ги изготвуваат годишните сметки и финансиските извештаи. Државата ќе добие на квалитетна финансиски информации, бидејќи навременоста е еден од главните ограничувачки критериуми за давање на точни информации. Сметководителите се жалат дека сегашниот закон за сметководствени работи е нефункционален и единствено во интерес на поединци. Бараат драстични измени со кои професијата ќе се унапреди, нелојалната конкуренција ќе се намали и ќе се придонесе за поефикасно сузбивање на сивата економија. Структури од Министерството за финансии континуирано се обидуваат да донесат законски измени со кои што само поединци имаат личен бенефит и профит, а професијата со тоа дополнително се загрозува. Приходот на хартија не е намален, меѓутоа ликвидноста и така е намалена. Слухот на надлежните институции недостасува во голема мера. Двомесечните роковски продолжувања се дел од предлозите за петиот антикризен пакет кој Сојузот на стопански комори ги достави до владата. Оттаму побара и нови сектор кој број околу 10.000 лица да му се помогне со еднократна парична помош.